65.000 евра за службени патувања, над 7.000 евра за изнајмување на печатарски уреди наместо да си купи сопствени печатачи и 5.400 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги при дуплиран број на вработени. Замислете, почитувани македонски граѓани, според владата било за позитивно мислење без апсолутно никакви забелешки. Дали зголемените расходи се оправдани? Секако дека не. Дали регулаторната комисија за енергетика превзела било што за да се избегне енергетската криза? Сведоци сме дека не. Дури слободно можеме да кажеме дека токму заради несоодветното и ненавремено постапување, односно менаџирање, токму регулаторната комисија за енергетика не втурна во оваа криза, а ќе кажам и зошто. Во 2022 година планирале, цитирам, засилен мониторинг на енергетските компании во земјата. Нели ова е основна задача на регулаторна комисија со цел навремено да се сигнализира и да се спречи криза? Зошто немаме никаква енергетска стратегија? Зошто никој не предвидел дека ова може да не снајде? Член 25 став 2 точка 2 ве обврзува да го следите функционирањето на енергетските пазари со цел да се обезбеди нивно унапредување и сигурност во снабдувањето со енергија, како и да се обезбеди недискриминација, ефективна конкуренција, транспарентност и ефикасно функционирање на енергетските пазари. Ништо од тоа не сте испочитувале. Да ве подсетам и дека една од поважните законски надлежности на регулаторната комисија е заштита на потрошувачите и остварување на придобивки за потрошувачите, а согласно член 23 став 1 точка 7 од Законот за енергетика, треба да се овозможи нивна заштита и унапредување на ефективната конкуренција со цел потрошувачите да имаат корист од ефикасното и конкурентното функционирање на пазарите на енергија во Република Македонија. Согласно член 16 став 2 од истиот закон, дури и сте обврзани да ги применувате најдобрите искуства и практики. Имате сектор за мониторинг кој треба да сигнализира, ама како да предвиди и како да сигнализира кога е преполн со несоодветни кадри. Бидете сигурни дека најдобрите искуства и практики не говорат дека треба по секоја цена да се партизира комисијата, она што всушност единствено го сторивте на темата енергетика. Кога сме кај најдобрите искуства и практики, не мора да одите многу подалеку, имате солиден пример за тоа како во април 2011 година владата на ВМРО-ДПМН донесе уредба за да може зголемената цена на нафтата и нафтените деривати да се намалат. Така ги спасивме малите потрошувачи и стопанството и така треба и вие да постапите, ако ви е грижа, секако. Пресметајте и ќе видите дека можеби намалувањето на акцизите од 5 до 6 денари може буџетот да го издржи, затоа што ако имаме во предвид дека храни разноразни паразити, добро би било да се намали да го издржи ова намалување од 5 до 6 денари за да имаме поевтини цени. Ама наместо еднаш барем среде најголема криза, да видевме пример за домакинско работење и намалување на непотребните трошоци, ние овде разгледуваме финансиски план во кој регулаторната комисија буквално се раководи по она српската има се, може се. Ама нема. И тука, уште ако ги додадам платите на членовите на комисијата, кои не смееле да надминат 4 пати поголема плата од просечната, и ова, замислете, се смета како божем некое ограничување на платите. 4 пати поголема плата од просечната. За глава да се фати човек. Битола
едва и работи. Резерви на јаглен нема. Ископ на јаловина и откривка за ископ на јаглен нема. Река Осломе нема јаглен, Снеготино имало мазут, вчера прочитав или денес, са уште само 20 дена. Експертите велат дека трошиме многу повеќе отколку што произведуваме и многу повеќе отколку што увезуваме. Дали некој ќе објасни зошто, како и кој ги доведе до колапс домашните компании Елем и Мепсо, кои со насадените партиски послушници од стабилни компании стана големи загубари натрупани со долгови. Всушност, објаснил некој или не, јасен е фактот дека регулаторна комисија стана биро за вработување, а ништо суштинско и ништо видливо не стори за да може да си го приушти овој луксус за трошење. Зошто Елем има најмало производство од своето постоење наваму е уште едно од милион прашања на кои граѓаните заслужуваат одговор, а не позитивно мислење без забелешки. Се прашувам, председателе Бислимовски, имате ли бар трошка одговорност и дали ќе им се извините на граѓаните заради ситуацијата што не снајде? Имаме судир на интереси, крунисан со награди. Свесно укинавте мандати на членови, иако ова по дефиниција е независно тело во кое членовите не смеат да имаат партиска функција. Но ние, освен председателот Бислимовски, кој е истакнат член и активист на СДСМ, видовме и консултант кој учествувал во изработката на Законот за енергетика, а потоа станал член на регулаторна комисија за енергетика. Видовме кабинетски службеник во кабинетот на Ангјушев и член на работната група за изготвување на Законот за енергетика, кој исто така стана член на регулаторна комисија за енергетика. Видовме дури и незаконски предлог за вработување на личност која е родена во 1990 година со вкупен стаж од 8 години, иако законот налага потребно работно искуство од 15 години во струката. За ваквите ли вработувања ќе плаќаме 5400 евра месечно, за да ги обучите да работат, бидејќи единствена предност во CV-ата им е дека се синови или ќерки на некој од врвот во власта. Краен заклучок е дека регулаторна комисија за енергетика прерасна во како што кажа шекеринска бомбона бизнис во кој влезот е дозволен според видените и веќе познати интерни владини протоколи. Ете толку е стручна и независна регулаторна комисија за енергетика, од која очекуваме да не извади од кризата во која што не втурна. Затоа што доследно почитување на закон за оваа власт дефинитивно е невозможна мисија. Единствен критериум за членување е политичката активност и понајново фотографија со убави насмејани лица на СДС или ДУИ, спротивно на сите закони. Она што е многу подалекусежен проблем е што со партиските вработувања од овие размери суштински се обесмислува и образованието, затоа што веќе не е ни важно и колку и дали некој воопшто нешто знае. Тоа е големо оптеретување за образовниот систем, но и за пазарот на труд, кој некоја најнова власт во блиска иднина ќе мора да го решава пред се со активна економска политика. Понатаму, во рацете и добрата волја на регулаторот е дали ќе ги измени подзаконските акти и пазарните правила, а може, смее и треба да ги измени, затоа што имаме прогласена енергетска криза од 9 јуни 2020 година, период до кој може тоа да се стори, секако ако се сака и ако се мисли на граѓаните. Дополнително, Владината комисија за енергетика се состанува еднаш неделно, но ние како пратеници не добиваме никаква информација што точно се случува и што точно се разговара. Каква е таа транспарентност и отчетност, кога ние не добиваме информација како пратеници, а камоли пак граѓаните да имаат било каква информација. Важно тендерите си врват, Елем работи со загуба, производната цена е поголема од продажната, цената на нафтата и нафтените деривати оди нагоре и така натаму, и така натаму.
се прашувам до кога вака. Жално за нашите граѓани. Сепак, иако македонскиот народ е добродушен, сигурна сум дека при олку високи сметки за струја не би ви рекле на здравие да ви е кафето од 83 евра дневно, кое што ви го плаќаат граѓаните. Ви благодарам. Благодарам, почитувана пратеничке, за дообјаснување на некои прашања кои што беа поставени од почитуваната пратеничка, ќе одговори председателот на комисијата Марко Бислимски. Сакам да ви изјавам